Dobro večer, dragi prijatelji, i dobrodošli na moj kanal Astrologija Plus. Večer vas sakam da vi go predstavam znak od Bik. Sekako дека тоа ќе го представам на еден глобален начин. И значи времето на Бик почнува измеѓу 20 и 21 април и трае од прилика до 21 мај. Значи, тогаш е времето кога све расцветува, озеленува и тоа ни означува пролета. Значи, ако сте ја пратели, ако сте ги пратели исто сите други мои видеа на овој канал, тогаш ќе можете да слушнете дека сум зборувала дека првиот знак во зодијакот е знакот Овен, а сега дојде времето за вториот знак во зодијакот, а тоа е знакот Бик. Сега, што означува вториот знак во зодијакот? Вториот знак во зодијакот ги означува парите. Парите, материализацијата, вредноста и сигурно нашите таленти. Сега, ако за биковите најважни се вредностите. Сега можеме да се прашаме кои вредности се најважни за биковите. Зашто само за бикови? Затоа што биковите се ориентирани на парите. За нив тоа е многу важно. Така да не само парите, него и све тоа што е за нив важно. Например, куќа, кола. Значи, за нив тоа е многу важно. Има доста голема улога. Ако ја видиме сега тука која планета владе во Бикот, тоа е планетата Венус. Планетата Венус, што значи тоа? И она се наоѓа, ако тука ја имате сега вашата лична, ако ја имате Венус во Бикот, значи тука кои особини се важни. Значи, вие тука уживате во јадењето, уживате на добро, здраво јадење, уживате, сакате све што е убаво, уживате во природата, во цвеќињата и највише во вашиот двор. Сега, ако ви се наоѓа сигурно на вашата натална карта таа Венера, која се е владар на Бикот, сите ваши овие карактеристики што ги избројат ќе важат за вас. Сигурно дека и ако имате и други планети, дали сте сега, ако ви е Сонцето во Бикот, Венерата во Бикот, или ако сте асцендент Бик, сите овие карактеристики исто ќе важат. А што е тоа асцендент? Ако не сте слушнали, ако не сте запамтили од другите видеа и од другите астролози, асцендент се израчунува по времето на вашето раѓање. Значи, точниот саат на раѓање го означува вашиот асцендент. Значи, како што рековме, Бикот е единствениот знак кој знае и умее да ужива. Така сите ние други знакови што имаме, можеме од кај Бикот да си прогледнеме и да научиме како они успеваат да уживаат. Како? Кажи ни како, еве ќе ви кажам како. Например, они се едноставно слободни. Он е најголемиот знак кој може да биде отпуштен. Стрплив. Има голема стрпливост. Значи, они може да бидат и тука најголеми психолози кои што највеќе умеваат да слушаат. Значи, они не се како овновите кои што избувнуваат. Значи, нивната енергија е полека и така со тој фокус на тоа гледање ги успевуваат
сите нивни работи. И значи со таа смиреност можеме сите ние да погледнеме нешто откај што е бикот. Сега, кои таленти ги носат биковите? Како што нареков, може да бидат добри психолози, затоа што ја има, затоа што се доста смирени, може имаат добар талент на слушање. Значи, она може да ве прислушуваат и да ви дадат доста добар совет. Сигурно може да бидат и добри уметници, доктори, или па да работат во некоја градина. Значи, све тоа што е со природа, со медицина, со уметност, сите се тоа нивни таленти. Сега нешто да кажеме за бикот, со кои знакови може добро да се служуваат. Сигурно дека е бикот, да кажеме дека е еден земјан знак и со сите други земјани знакови може да се спојуваат и доста добро да комуницираат. Тоа може да биде, значи, девицата и јарецот, потоа може доста добро да комуницираат со водените знакови, со ракот, со скорпијата и со рибата. Со сите други знакови ќе им биде малце потешко, али за тоа е потребно да се видат другите планети, како се другите планети поставени, така да можеме да кажеме после тоа дали имаме шанса тука да имаме добро споразумевање со другите знакови. Значи, со водените знакови, со земјаните знакови, може бикот многу добро да комуницира и да има добар контакт. Сега моментално се наоѓа во бикот, имаме многу планети што се наоѓаат тука, и тоа е Сонцето, Венерата, Меркурот и Уранус. Значи, сега тука имаме едно многу интензивно време на бикот. Значи, што ние сите во глобално ги осеќаме ја осеќаме таа енергија. И што е многу важно да се каже дека сите бикови во следните 4 години ќе имате многу големи промени кои што ќе дојдат спонтано. Нема да ве прашат сакаш ти сега ова или она, не, него они ќе дојдат спонтано и ќе ве натераат, а што тука ќе се измени? Ќе се измени вашата вредност. Значи, вашата вредност ќе биде тука прашана, тоа значи дали стварно сега парите ми се многу важни? Дали ми е сега многу важно ја да имам толкава куќа? Дали ми е важно да имам толкав стан? Мора ли јас све тоа да имам? Леле, ако ја изгубам работата, што ќе правам тогаш? Значи, тие вредности, да, секако ќе ми речете, па тоа е нормално. Не е баш нормално, затоа што биковите кај нив тоа е малце, таа енергија е многу покачена од другите знакови. Сега, тука тоа ќе дојде Уранос и тука Уранос цак ќе те праша. Уствари, нема да те праша, него едноставно ќе ти рече цак, изгуби го тоа. Размисли други вредности. Што ти е најважно сега во другиот дел на животот? Што ти важи сега? Доставише само работа по пари, за да успееме нешто. И тука Уранос практично ќе ви каже, стоп, сега нешто друго. Значи, измисли се други вредности. Што ти е сега вредно? Друго нешто. И тоа ќе ве чека во следните 4 години. Како што пред тоа, пред 7 години, беа тоа ги очекува овените, а сега се наред биковите. Не се плашите, бикови, немате ништо да изгубите, никаква сигурност нема да изгубите. Напротив, ќе добиете многу нешто вредно. А што е тоа? Ќе видите тогаш. И до крај, за да не биде ова видео многу долго,
što vi preporučujem ja, dragi bikovi, pa naučite malce da budete fleksibilni. Fleksibilnost je tukaj mnogo važno. Znam дека биковите не се баш така флексибилни. Додека они одлучат нешто, они не даваат одлука да речеме еве сега како што е овенот или стрелецот да речат сега еве сега ја се одлучив и готово. Нема тука што да се мисли, ја веќе одлучив, готово. Бикот како решава? Бикот вика: а не, чекај малку, каква одлука сега одма, тоа не може, треба да размислам, треба сите точки да ги поминам, да видам дали тоа ќе одговара. Значи тоа е тоа. И ја ви препорачувам, драги бикови, бидете некогаш малце флексибилни, учете малце флексибилни да бидете, тоа ќе ви помогне многу и ќе ве олесни. Така да, иста друга порука од мене е: погледнете ги вашиот знак што ви стои спротивно, а тоа е Скорпионот. И кои особини Скорпионите ги има? Може имате таков партнер, пријатели, деца или не знам кој. Видите ги нивните особини и они исто многу ќе ви помогнат, ќе ве балансираат. Ете тоа, драги пријатели, им посакувам на сите бикови сега среќен роден ден, кога ќе го слушнете ова видео, може уште на време на бик. Све најубаво, бидете ми добри и уживајте во све што ви е најубаво и све што сакате. До скоро. Чао!